Уште 100 наслови месецов за НАТО ЕУ планот да ја растуреле Руската Федерација и еве ти 1 март. И низгина пола војска, 5 милиони бегалци има, а унико нашите северџани се радуваат од имало столче за нив во НАТО. Гледате ли руси новој срамен настан за Македонија и македонскиот народ, кога се потпиша капитулација, тоа е страмковниот договор? Во домашниот Твитер сообраќај во земјава на политички теми доминираат 5 профили. Конкретно овие 5 профили се комплетно проруски настроени во темата за војната во Украина и Русија Путин. Што значи тоа за публиката во земјава? И можеби не влијаат на домашната политика или на политиките внатре, кои што ги креира државата, меѓутоа влијаат на јавното мислење и на перцепциите и ставовите на граѓаните визави работите за кои што твитаат. Почеток на февруари 2023, тимот на Преспа институтот ја финишира едногодишната анализа за состојбата во домашната Твитер сцена за периодот од 1 јануари до 31 декември 2022. Истражувањето ги опфатило твитовите на топ 300 македонски корисници. Преку нивните реобјави и интеракции се стигнало до бројка од 10 до 11.000 домашни Твитер профили кои влегле во анализата. Извлечени се 513.000 твитови, од кои 41.000 се однесувале на политички теми. Тука е првиот интересен наод. Прва тема е внатрешна политика, приближно 15.000 твитови. Втора тема Украина, Русија, Путин. Крајна плюс Путин. Тоа се 7.000. 7.000 твитови. Дека руската инвазија била значајна за домашната Твитер заедница покажува фактот дека 24 февруари, денот на почетокот на агресијата на Украина, е пикот на Твитер сообраќајот во 2022 година, поголем и од денот на прифаќање на францускиот предлог. Значи, тука ми е многу важно да го потенцирам фактот дека тоа не нужно е тема која што збори само за војната во Украина, тука имаме и проруска пропаганда, тука имаме и проукраински твитови, тука имаме критика за Путин, како Путин влијае во Западниот Балкан, како влијае во нашата држава, каде луѓето го гледаат во нивното секојдневие во Северна Македонија. Втора клучна информација што произлегува од истражувањето е дека во Твитер објавите поврзани со политичките теми во земјава, како да постои монопол. Кога ќе ги анализираме топ 10 корисници кои што пишуваат на овие теми, истите 5 профили се појавуваат цело време. За сите теми. И сите секогаш се во топ 10 твитерџи, најчесто се место број 1, 2 и 3. Па после можеби ќе биде некој 5-6. Од нив, овие 5 твитерџи се одговорни за 15% од сите објави на сите теми. Ако анализираме дека само 5 профили се одговорни за 15%, и понатаму имаме уште 10.000 корисници кои што се одговорни за останатите 85, овие 15% изгледаат прилично многу. Од вкупниот овој сообраќај отпаѓа 15% на 5 профили. Само 5 Твитер профили. Третиот важен аспект е дека овие 5 профили јасно заземале страна во војната во Украина. Конкретно овие 5 профили се комплетно проруски настроени во темата за Украина, војната во Украина и Русија Путин, каде што два од тие 5 профили почнуваат со силна проруска пропаганда пред почетокот на војната, значи збориме кон крај на месец јануари, почеток месец февруари. Значи тоа се оние деновите кога не беше сигурно дали ќе има војна или нема да има војна, влагаат со пораки кои што се анти-НАТО, анти-Запад, кои што се прилично силни апологети кон Путин и практично бараат и ги тераат другите корисници, значи даваат реплајови на твитови на други корисници, значи им одговараат, им коментираат на други твитови, за да ги натераат практично да бидат про-Путин и да го оправдаат Путин. Но иако биле гласни и ангажирани на Твитер, нивните објави во врска со агресијата во изминатата година не биле многу споделувани.
оние кои што го генерираат шумот на социјалните мрежи, каде што пишуваат се и се што, меѓутоа нема некоја силна интеракција со нивните твитови. Но тоа не значи дека нивната порака, конкретно проруска, не доаѓа до публиката. Создаваат квантум на твитови кои што луѓето го читаат и на тој начин придонесуваат за формирање на размислување кај оние кои што ги читаат. Имајте во предвид дека не го следевме, не го гледавме учеството на TimeMK како влијае на целиот процес и колку од овие твитови кои што они ги имаат напишано се појавиле во одреден момент на TimeMK во топ 10. За истражувачите од Преспа институтот има јасни индиции за организирана пропаганда. Бидејќи 5 профили се појавуваат во сите овие теми. Русија, Украина, Путин, домашна политика или внатрешна политика, критика за секоја власт или за власта, меѓутоа има таму и некои додадени, македонски национални чувства, антибугарски сентимент, францускиот предлог. Сите овие теми така добро се секвенционирани да го покриваат вкупниот период кој што го анализираме на 2022 година. И остава впечаток дека станува збор за подготвена кампања на ширење на вести или вести на размислувања повеќе кои што потоа го димензионираат домашниот дискурс. Од тука проценките на Преспа институтот се дека овие 5 домашни твитерџии можеби не влијаат на политиките креирани од државата, но дека имаат импакт на мислењето и перцепциите на граѓаните на Македонија за работите за кои твитаат. Очекувањата се дека најмалку додека трае руската инвазија на Украина, ќе трае и кампањата во домашната политичка твитер сцена доминирана од 5 профили, дел од нив и со очигледна партиска афилијација.